На почетокот на 90-тите, кога обяснеа граѓанските војни во бивша Југославија, германците викаа: не им продавајте на југословените пушки и оружје, туку продајте им бесни коли и ќе се испотепаат. И точно е, да знаеш. Не пратам тачна статистика, ама сигурен сум дека има повеќе загинати во сообраќајки отколку оние во граѓанските војни. Кај нас сите се во некаква трка, во некоја сообраќајна нервоза. Не дај Боже да застанеш прв во редот пред семафор. Абе не те чекаат ни 2 секунди кој ќе се уклучи зелено. Немаш време да убациш у прва и да тргнеш, овие ти свират, те пцујат нервозни, кода те чекале 2 минути. После шибаат. Шкрипки, те претицат, те гледаат, те плюкаат и сите Боже негде брзаат на работа, а некој го прават тоа чалом, како да ти кажам. Абе, не помага кај нас ударање под джеп, кај нас само ударање со стап. Тоа е едина казна што ја признава овој народ. Ко у Индија, ако си гледал на тие видеата. Овие со велосипеди и тротинети, тие се посебна приказка. Тие се побезобразни од овие со автомобилите. Абе, шибаат, ни кочат, не те рецкаат. Некни, застанувам на пешачки, цела колона автомобили застанува да поминеме. И таман да стапнам на тоа зебрата, абе на милиметар од мене еден со точак. Абе, да ме пернеше, ќе ме однесеше 2 метри, цел ќе бев искршен и у гипсои. И место да застане, да се извини, ми се врти и ми се смее со та тиквата ко зелен. И му ига: марш у п***ку, матери му бе. А оние со ова храна што разнесуваат со точаци, тие ко хипнотизирани, ко напчиња да се. Толку за нашата сообраќајна култура, поточно некултура.